денес на оваа тема ќе ни говори доктор Емил Нијами. Повелете, доктор Нијами. Благодарам. Благодарам повторно што се со нас и овој петак. Кога ја направивме првата мала музичка прошетка низ Москва, побара од мене да зборувам малку за Чајковски и за музеите на Чајковски. Јас искрено, значи, од моите познавања, во Русија постојат неколку музеи на Чајковски, меѓутоа јас сум бил само во два од нив. И денеска ќе зборувам за тие два музеи посветени на Чајковски. Првиот музеј е всушност дом музејот, спомен куќата на Чајковски, која што се наоѓа во градот Клин. Градот Клин е надалеку од Москва, на 85 километри од Москва, поточно. Овој град се наоѓа помеѓу градот Москва и градот Твер. По својата историја е познат по тоа што на времето представувал крепост на Тверското кнежество и тука практично завршувало или почнувало Тверското кнежество и завршувало или почнувало, односно завршувало само Московското кнежество. По ослободувањето од татаро-монголската наезда, значи вликува во рамките на Московското кнежество и понатаму, нели, станува самостоен град и така натаму, крепоста повеќе ја нема во градот. Меѓутоа, она што е многу интересно, градот е навистина интересен. Можем да кажем дека сите малечки градчиња во Русија се апсолутно интересни, се вистинската Русија. Секако ги сакам и големите градови, Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург и така натаму, меѓутоа малите градчиња во Русија имаат некој посебен шарм, го имаат зачувано она руското во себе. Петар Илич Чајковски се доселил во оваа куќа во последните години од својот живот, односно во мај 1982 година. Тој оваа куќа ја изнаемил од судијата Сахаров. Додека композиторот живеел во неа, куќата не изгледала како што изгледа денес. Еве, можеме да ја видиме разликата. Тогаш го немало делот со балконот. Овој дел бил додаден по смртта на композиторот, по желба на неговиот брат Модест, кој се доселил во куќата во 1896 година и имено Модест, кој тогаш бил познат драматург и либертист, по смртта на својот брат посакал оваа куќа да остане онаква каква што е, со тоа што рековме го додал делот со балконот. Затоа таа била пренамената во музеј, која својата работа ја започнал во 1894 година, односно само една година по смртта на композитор. И токму овој музејот во градот Клин, посветен на Чајковски, е првиот меморијален музеј во Русија. Во реализацијата на идејата за подготвување на музејот учествувале и внукот на композиторот Чајковски, Владимир Давидов, и една многу важна личност, а тоа е Алексеј Сафронов, слугата на Чајковски, кому Петар Илич во својот тестамент му го оставил целиот свој движен имот. Алексеј Сафронов можел, нели, да каже јас, ова е моја,
Меѓутоа, од огромна почит кон Чајковски и од желбата да му се одаде почит, тој сиот, тој движенимот го предал на музејот. Во 1916 година, според тестаментот на Модер Чајковски, значи на помладиот брат на Петар Илич, музејот бил предаден на Московскиот оддел на Руското музичко друштво со услов да биде зачуван и да се води сметка за него, и на тој начин музејот бил национализиран. Значи, ова е слика од периодот кога живеел во него композиторот. За жал, ова е сликата што може да се види со Втората светска војна. Музејот потоа бил реставриран. Ова е исто една фотографија на куќата од времето кога живеел, од пределот на дворот. Гледате, има цвеќиња, за тоа ќе зборуваме малку подоцна. И еве како изгледала куќата кога била додадена терасата. На сликата, значи, од ваше десно, каде што е вашата десна рака, јас како филолог имам проблем со десно-лево, од вашата десна рака го гледаме, значи, Чајковски, стои неговиот слуга Сафронов, ова е неговиот брат Модест и неговиот внук. Еве една таква интересна фотографија. При влезот во куќата, прво нешто што се забележува е табличка на која се напишани деновите и часовите за прием. Чајковски имал голем број посетители, кај него оделе за тој да им даде совет. Многу мина оделе за да поземат пари од него. Тој не сакал апсолутно никого да отпива, но немал време да им немал време за постојано да прима посетители. Така што си имал точно време кога можело да се оди во посета. Денес, значи, музејот не работи само во последниот понеделник од месецот, а исто така во среда и во четврток. Првата просторија што ќе ја посетите, инаку уште еден интересен факт, како во секој музеј кој што држи до својот имот, во музејот на Чајковски секако има посебен режим, се облекуваат посебни навлаки за нозете, бидејќи паркетот по кој што чекорите е истиот оној паркет по кој што чекорел Чајковски. Значи, првата просторија во која што влегувате во овој музеј е меморијалната соба. Таму се наоѓаат слики на Чајковски, а исто така се наоѓа и неговиот тестамент. И многу интересно што Чајковски нормално, како и секој креативен човек, тој имал многу добра смисла за хумор. Па така во неговиот тестамент има напишано работи типот: доколку по мојата смрт се најде некоја земјиште што ми припаѓа мене, препишете ми го на тој и тој. Или, например, ми го украдоа часовникот, ако случајно го најдете, дајте му го на тој и тој. Тука се првите и последните фотографии на композиторот и наградите, еден голем број награди, како и работната алатка која што можете да видите. Тоа е диригентска палка. И ќе се запрашате што бара тука диригентска палка, човекот бил композитор. Во времето кога живеел Чајковски, секој композитор имал ваква диригентска палка,
со која што ги представувал своите нови дела. Значи, каде и да се изведувала премиерата, тој ќе излезел со палката, значи ќе покажел и потоа следувала изведбата. Во оваа соба има и голем број драгоцени предмети кои му припаѓале на композиторот, многу подароци и така натаму. Следно нешто од меморијалната соба се овие скалила, дрвени скалила кои крцкаат додека се качувате по нив и тие ве водат во 19 век, во просториите каде што живеел Петар Илич Чајковски, каде што апсолутно се чувствува неговиот дух. Првата просторија каде што ќе влеземе е предсобието. Во предсобието се наоѓаат куфери. Куферите секогаш, додуше, не се ова куфери, ова се веќе патни сандаци, значи така ги нарекуваме. Тука биле поставени куферите со кои што Петар Илич Чајковски патувал. Во таа просторија се само најпотребните нешта. Ова што го гледате е корпата за цилиндри. Во неа собира 2 цилиндри и се носило на пат, а на првата слика кој гледате од страна еден дрвен предмет, тоа е закачалка за бастуни. Веднаш до нив, наспроти закачалката, се наоѓа фотелја во која што седели и чекале посетителите на композитор. Како што реков, приемни денови била понеделник и четврток, и тоа од 15 до 17 часот. Она што е интересно кога зборував за стандаците за патување, тоа што композиторот многу често одел на турнеи, па во текот на 17 месеци тој 21 пат заминал на турнеја. Тука може да се видат цилиндарот и ракавиците и бастумот на Чајковски. Чајковски сметал дека музичарите мораат да бидат убаво облечени, мораат да бидат модерни, затоа што тие представуваат руската музика во странство. Во белешките од неговите современици пишува дека тој бил исто така и многу штедар човек. Обично луѓето, да кажеме, обичните луѓе на почетокот не знаеле кој е тој. Едноставно го препознавале по тоа што носи ракавици, бастум и сив капут и цилиндар. Тој одел во блиската продавница и секогаш купувал арапски сладки, локум, таналва, што во тоа време представувала навистина биле скапи десерти во Русија. Исто така е многу интересно што многу сакал да се дружи со децата. Тој постојано разговарал со децата, ги прашувал нешто, но и бидејќи бил штедер, постојано им давал некакви бомбончиња и такви работи. И во принцип, во клин, Чајковски многу го сакале. Во музеот не само што е зачувана атмосферата и предметите од времето кога во куќата живеел Петар Илич Чајковски, но има и многу богата архива. Тука е големата библиотека на композиторот. Тој многу сакал да чита и го интересирало многу филозофија и природните науки. Особено се интересирал за цицачите. Но како и секој друг интелектуалец од тоа време, тој многу сакал и белетристиката, па во овие шкафови можеме да видиме огромен број книги што денес се сметаат за
руска литературна класика. Во периодот кога Чајковски живеел во оваа куќа, многу биле познати и модерни така наречените вечерни читања, и во куќите имало вакви читачки агли кои се наоѓале во гостинската соба, каде што луѓето се собирале и читале. Она што е најважно во оваа соба, тоа е клавирот на композиторот. Без оглед на тоа што е стар, овој клавир е сосема функционален. За него постојано се води грижа, значи доаѓа штимер, го гледа, постојано се следи неговата состојба. Порано клавирот бил само музејски експонат и ретко се отворал капакот. Обично тоа било во деновите на раѓањето и на смртта на Петар Илиќ Чајковски. Но денес, значи, ова е слика од тоа време на клавирот, а ова е од денешно време. Гледате речиси и не постои разлика, ќе кажете дека само сум направил црно-бела фотографија. Она што е интересно, што со денешните технологии овој клавир веќе почнува не е само музејски експонат, туку тој и се користи во разни пригоди. Еве сега еден многу познат руски пианист, аматерска снимка. Би сакал да видите како звучи денеска, значи ова е снимка од 2015 година, како звучи денес клавирот на кој што работел Петар Илиќ Чајковски.
Хорошо состояние. Еве, дори слушавме дека ево во добра состојба е клавирот, сигурно е многу интересно да се не е интересно, возбудливо за пианистите да седнат и прстите да одат да свират на местата каде што свирел Чајковски. Значи, веднаш до клавирот стои едно стаклено шкафче во кој што се наоѓаат голем број сувенири. Тука, например, е сместена миниатурата на статуата на Слободата, што Чајковски ја добил како подарок во САД, кога заминал таму на отварањето на познатиот Карнеги хол. Она што е интересно во оваа просторија е тоа што сите предмети се најголемиот број од предметите се оригинални, а дури и тоа што е реставрирано, како што се на пример завесите, ги правила истата фабрика која што ги има направено, која што ги правила завесите кога Чајковски живеел тука. И она што е куриозитет е дека од фабриката доаѓаат кога е потребно да се исперат завесите, тие самите ги симнуваат, ги носат, ги чистат, ги враќаат и самите ги закачуваат, немаат доварба во друг, така што тоа представува вистинска гордост на музеот. И еве еден краток прилог од советско време за една кратка посета на двајца пианисти од Русија и од САД на куќата на победници на конкурсот Чајковски, на куќата на Чајковски, многу кратко. Дом-музей посетили русский скрипач Валерий Климов и американский пианист Ван Клиберн, победители международного музыкального конкурса имени Чайковского. Здесь бережно хранят наследие великого композитора. Гледате како музеј, уште во советско време, и на црно-бела слика, како се однесувале кон овој музеј. Следната просторија е спалната соба, во неа има мал кревет, мала надкасна. За разлика од салонот, спалната соба изгледа многу поскромно и навистина, мислам, има многу малку предмети. Ова е работната маса. Многу сакал Чајковски предмети да поседува предмети, еве на пример покривачот што го гледаме тука го изработила негова блиска личност. Она што е гордост на музеот, тоа е архивата во која има голем број нотни записи на композиторот, како и негови преписки. Бројот на ваквите експонати надминува 200.000. Чајковски, како што реков предходно, многу ја сакал својата градина, многу сакал цвеќе, но особено сакал Момина солза. Кога бил слободен, тој постојано нешто работел во градината, копал, ископувал и така, садел и така натаму. Во задниот дел може да се види и мала кола со која композиторот се движел во пределите на Клин. Петар Чајковски заминал од оваа куќа во октомври 1893, тој заминал во Санкт Петербург на концерт да го представи своето ново дело, но набрзо заболел и по кусо време починал и никогаш повеќе не се вратил назад. Сепак, неговиот брат Модест се потрудил да го сачува ова место, така што денес имаме еден прекрасен музеј кој навистина вреди да се посети. Во недалеко од музеот се наоѓа, мислам, во склоп на музеот практично се наоѓа и парк каде што може да се види овој споменик на Чајковски. Сега предлагам да погледнеме едно кратко видео за сето она што до сега зборував.
Добро, видно ќе преминем, бидејќи е куса времето. Музеот на Петар Илиј Чајковски во Москва е отворен на 18 мај 2007 година, релативно нов, во зградата на Кудринскиот плоштад, каде што Чајковски живеел од 1 септември 1872 година до ноември 1973. Во Москва Чајковски немал свој собствен стан и во текот на 12 години променил дури 8 адреси на живење. Од сите станови што ги изнајмил Чајковски, зачувана е само зградата на Кудринскиот плоштад и токму овој факт беше и повод да се создаде музеј посветен на Чајковски и тоа во двете крила. Москва во животот и во творештвото на Чајковски одиграла огромна улога. Неговата креативна индивидуалност практично се појавила токму во московскиот период. Во овој град композиторот запознал многу пријатели и истомисленици кои му обрнувале големо влијание и биле всушност поддршка во неговата творечка работа. Токму Москва го направила овој гений кој се стекнал со една ваква светска слава. За својот московски период од животот Чајковски ќе напише: не постои сомнение дека доколку судбината не ми испрати во Москвата, каде проживеав 12 години, јас немаше да го направам ова што го направив. На 14 ноември 2014 година, по повод 175 годишнината од раѓањето на композиторот, тука отворена изложбата Чајковски светот, која е поврзана со личниот живот на Чајковски. Експозицијата содржи околу 500 експонати кои се донирани од страна на најголемите музеи во Русија, а кои за прв пат се прикажани на пошироката публика. Ова е концертната сала која што се наоѓа таму, таа е мала. Собата со фотографии, личните предмети на Петар Илиј Чајковски. Она што е можно интересно во целата оваа експозиција, што насекаде во основата влегуваат оригинални материјали, историски документи, лични предмети на композиторот, фотографии на него, на неговите колеги, членовите на семејството, гравури, литографии, графики, писма и така натаму. Посетителите имаат можност да го видат и ракописното наследство на композиторот, повеќе од 50 автографи, меѓу кои и оние на Евгений Онегин и Пикова дама, партитури, литературни ракописи и така натаму. Она што е навистина привлечно во овој музеј, што се слушаат фонографски материјали. И можна кратко уште едно видео од овој музеј.
Добро. Значи, тоа е тоа. Ни останува многу кратко време. Па, доколку има прашања некакви, или во чат, или мавнете се раката. Дарко, не се слушаш? Повелете доколку имате некое прашање, бидејќи ни е сосем кратко времето што ни преостанува. Во ред, доколку немаме прашања, ви благодарам на присуството. Се надевам дека ви беше доста интересно, мене ми беше многу интересно. За жал не сум успел јас да ги посетам музеите. Се надевам ќе не дружите и следниот петок и ќе имаме доста интересно предавање и следниот петок и ве молам немојте да го пропуштите. Се надевам дека ќе ви се допадне и тоа предавање. Имајте си убава вечер и се гледаме следната недела. Пријатно. Пријатно. Пријатно.